Почитувани, поминаа 2 години и половина од мандатот на господинот Шелегов. И како секој човек кој што доаѓа на нова функција, мислам дека треба да му се даде време да се види како извршува функцијата, кои се приоритетите при неговото работење, колку е посветен на работењето и колку завршил одветеното. 2 години јас не сакав да коментирам ништо од работењето на господинот Шелегов, за да не бидам сватен погрешно и да не се даде било каква политичка конотација на коментарите. Скопје, после пола мандат на Шелегов, е град во кој хигиената е на многу ниско ниво, отпадот е расфрлан околу контенерите и на мали депонии, гледаме голема негрижа кон зеленилото, воздухот магично не се исчисти, како што ветуваа, а градежните проекти на градот скоро и да ги нема. Но да тргнеме едно по едно. Градоначалник е комунална функција и со изборот на граѓаните на градоначалникот му дали градската метла и лопата, за висока политика нема место. Хигиената ја коментираат самите граѓани и оценуваат дека Скопје никогаш не бил повалкан и според мене тоа е реална слика на градот Скопје, иако вработија околу 200 вработени. Центарот на градот е како 2 години никој да не пипнал ништо. Од генералното чистење, па се до уличните куќиња, никој повеќе не ги третира. За куќињата, според мои информации, градот Скопје и комунална хигиена плаќаат големи суми на пари на граѓаните каснати од куќињата. Се формираше и ново јавно предпријатие Лајка, кое освен за вработување партиски и шарени послушници, не видовме дека воопшто работи нешто. Програмата залови, стерилизира и врати, веројатно и не постои. Требаше веднаш да се прошири, модернизира и доопреми Вардариште, а невладината организација не може да биде решение за ваква крупна работа за градот Скопје. Зеленилото е оставено само на себе. Има неколку реконструирани паркови, но нема ниту 1 метар квадратен ново зеленило, освен зеленилото кај МОП, кој беше планиран по завршувањето на плоштадот Ѓорѓе Кастиот Скендербег. Бројот на дрвјата, кои се засадуваат на пролет и есен, е сведен на половина. А тие што се насадија на пролет, голем број се исушија, а ова лето од негриша и од неполевање. Од информација од теренот во Скопје, ова лето се имаат исушено повеќе од 1000 дрвја, а за уште толку ќе знаеме дали ќе преживеат дури напролет. Воздухот не се исчисти магично. Напротив, само се покажа големото политиканство на сегашните политичари, кои тогаш од позиција на опозиција ветуваа се и сешто само за да дојдат на власт. Не работат мерните станици, а овие 2 години во одреден период станавме најзагаден град во светот, иако градежната сезона само што започна. Одветените 39 мерки против загадувањето за овие 2 години завршена е само една – катастрофално. Велосипедските патеки веќе 2 години не се градат, со исклучок на неколку конекторски патеки. Сдруженијата за слободен велосипедски сообраќај веќе не ни посетуваат или бараат каде се велопатеките од планот за Скопје Велоград, кој беше направен додека јас бев градоначалник. Напротив, беше представен истиот план само со одложен рок за 2 години. Нема ниту венци или протести пред градот Скопје за прегазени велосипедисти. Кога заминав од позицијата на градоначалник, оставив проектна документација за повеќе од 10 градежни проекти, кои дел беа во фаза на проектирање, а дел беа комплетно готови. Како готови би ги споменал булеварот Босна и Херцеговина и булеварот Христијан Тодоровски Карпуш. Има и други. Исто така, оставив 5 сообраќајници кои беа во тек на градба, а изградени 80 до 90%. Како што е случајот со булеварот Србија и со булеварот Христијан Тодоровски Карпуш втор дел. На градежен план во Скопје во последните 2 години скоро ништо и да не се работеше. Имаше реконструкција на неколку булевари,
која беше представена како врвно градежно достигнување, иако истите тие булевари не им беа сменити ниту рабниците, а всушност е само гребење и асфалтирање. Сметам дека ова се направи после изгубените претседателски избори во Скопје и во пресед на следните парламентарни избори. Од големите градежни ветувања, како голем ринг околу Скопје, со булеварите Црногорска, Словенечка и Хрватска, нема ни трага, ниту глас. Анализирајќи изборната програма на господинот Шелегов, ќе видиме дека беа ветени повеќе од 50 проекти, а од нив ниту еден не е завршен. Тоа јасно зборува за неработењето и неспособноста на градската власт. Има уште многу теми, но за тоа друг пат. Затоа сметам дека овие 2 години се изгубени години за градот Скопје. Најавуваат нови проекти, но сметам дека тоа е во функција на предизборната кампања со цел да поправат лошата слика и да добијат повеќе гласови. Благодарам.